Кратки најави за денес. Предсезонскиот пролетен период навестува плодна туристичка сезона. Ке се организираат обуки и вежби во училиштата за постапување во кризни состојби. Охрид СОС алармира дека изградбата на хотелот кај Горица е спротивна на препораките на УНЕСКО. Запленети 250 килограми кондиторски производи со поминат рок. СЗО прогласи вонредна состојба по земјотресот во Мјанмар поради ризикот од појава на болести кои се пренесуваат преку храна и вода. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 11 степени Целзиусови. И во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во вторник над југот од Скандинавија ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно и потопло време со сончеви периоди. Истовремено над источен Медитеран ќе се наоѓа центар на циклон, кој што во најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров се уште ќе условува нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните источни предели на Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во крајните северни предели стабилно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 20 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува умерен северозападен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 6, односно до 18 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува умерен северен ветер. Минималната температура од 7 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневната температура. Минималната од 7, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 12 степени. Во петок облачно време со врнежи од дожд и посвежо со дополнителен пад на дневната температура на максимални 10 степени Целзиусови. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид најатрактивна дестинација за туристите од соседните земји. Овој празничен викенд голем наплив на туристи на брегот на Охридското езеро. Предсезонскиот пролетен период навестува плодна туристичка сезона. Солидна исполнетост на сместувачките капацитети на брегот на Охридското езеро. Забележително е присуството на голем број туристи. Во викенди најбројни се гостите од соседните земји, но ги има и од европските, оние кои што се дел од балканските тури. Овој рамазански викенд има групи од Турција, Србија, Црна Гора, Хрватска и Албанија. Предсезонскиот пролетен период навестува плодна туристичка сезона. Има доста групи. Очекуваме дека тој тренд ќе има зголемување и ќе продолжи да биде така во наредните месеци. Посебно се очекуваат поголеми групи и поголем наплив на туристи за великденските празници, за првомајските празници. Но исто така може да кажеме дека согласно најавите кои што ги имаме, дека ни престои една успешна сезона. Оваа сезона нема да има драстично поскапување на цените на сместувањето и угостителските услуги. Охрид е најбарана и најатрактивна викенд дестинација со најпристапни цени. За разлику од стандарда код нас, не е толку. За разлика од стандардот кај нас не е скапо. Охридското езеро секој го остава без текст. Тоа се најголемиот број на коментарите на луѓето кои го посетуваат Охрид. Дводневен аранжман со 2 ноќевања, појадок, туристички водич и превоз чини околу 80 евра. Во поглед на цените остануваме се уште како една поатрактивна дестинација, да кажам поекономична, но можам да кажам дека цените бележат еден тренд на покачување глобално во хотелско-гостителскиот сектор, но тоа е не само кај нас, него тоа е во светски рамки. Се надеваме дека тој тренд ќе се стабилизира. Оваа сезона се очекува зголемен број туристи кои што ќе доаѓаат и преку Охридскиот аеродром. Започна летниот ред на летање, 7 авиопревозници ќе летаат до 8 различни дестинации. Градоначалникот Кирил Пецаков упати честитки за добро здравје, душевен мир, радост во срцата, љубов и семејна хармонија до сите наши сограѓани од муслиманска вероисповед. По повод големиот верски празник Рамазан Бајрам, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитки до сите наши сограѓани од муслиманска вероисповед. Посакувам празнувањето да ви мине во добро здравје, душевен мир, радост во срцата, љубов и семејна хармонија. Вашите домови нека се исполнат со човечка топлина и среќа, а секоја грижа и тага да стане минато. Со своите ближни да ги почувствувате сите радости на овој голем ден и деновите од големиот пост што предходеа.
Месецот Рамазан е месец на добронамерност и солидарност кој поттикнува добри дела водени од љубовта кон Бога. Во нашето мултиетничко и мултикултурно општество секогаш се негувале вековните традиции и големите верски празнувања. Со вас празнуваат и нашите срца и души. Уште многу години сложно и заедно да се радуваме на вакви големи денови, се вели во честитката на градоначалникот Пецаков. Училиштата се безбедни, според информациите од заедницата на единиците на локална самоуправа од спроведените контроли на целата територија на државата. Во тек е организацијата на обуки во училиштата за правилно постапување во случај на катастрофи, кои МОН ги договори во соработка со Црвен крст. Охридскиот Црвен крст веќе спроведува вакви обуки и вежби, но според пожарникарите, со нив треба да се опфатат и најмалите, почнувајќи од градинка. Завршени се сите безбедносни проверки во основните и во средните училишта и истите покажале дека училиштата се безбедни, кажа министерката за образование Весна Јаневска. Освен тоа, во тек е организацијата на обуки во училиштата за правилно постапување во случај на катастрофи, кои Министерството за образование и наука ги договори во соработка со Црвениот крст. Договоривме да го зајакнеме овој дел на образование на учениците, како да постапуваат во таква една ситуација за која искрено се надевам дека нема да ни треба, но знаењето е безценето и почнуваме и да работиме и на тоа, иако веќе Црвен крст работеше и во изминатиот период за образование на младите, за давање на прва помош, но не во кризни ситуации, како што е пожар, земјотрес и така натаму. Сега ќе го прошириме тоа и ќе го направиме да биде баш така како што треба. Имаме понуда од германската амбасада да помогне во тоа, ќе ја прифатиме секако и во тек сме на организацијата. Според министерката, прво ќе се обучуваат наставниците да знаат како да се однесуваат во кризни состојби, а потоа тоа знаење да го пренесат на учениците. Важно е што процесот е започнат и ќе продолжи се додека не биде завршен на територијата на целата земја, посочи Јаневска. Охридскиот Црвен крст со територијалната противпожарна единица веќе спроведуваат вакви обуки во средните училишта во Охрид, но според заменик командирот на противпожарната единица, вежби за евакуација треба да се спроведуваат и за помалите, почнувајќи од градинките. Треба да почнеме од најмалите. Значи треба да почнеме од градинките и од основните училишта, затоа што нивото на противпожарна заштита е на многу ниско ниво и сметаме дека треба да се почне од првото скалило, значи да почнеме со најмалите, значи и затоа почнуваме значи со градинките и со основните училишта, значи сакаме да ги запознаеме најмалите, што значи пожарството, противпожарната служба, противпожарен дом, а секако и во случај на несакани на пожари, да речем, да знаат како да се однесуваат. Секоја, значи знаете дека секоја установа дека треба да има план за евакуација и добро е сето тоа да се извежба за стравот и паниката да бидат сведени на минимум. Прашањето за безбедноста на училиштата се отвори по трагедијата во Кочани, пошто надлежните превзедоа активности за проверка на угостителските објекти во државата, но и на државните установи, меѓу кои градинките и училиштата. Охрид СОС алармира дека изградбата на хотелот на Ридот кај Горица е спротивна на препораките на ОНЕСКО. Поранешни и сегашни функционери дозволуваат изградба на хотел во Горица на сметка на светското наследство, алармираат од граѓанската платформа Охрид СОС. Ова било нотирано и во извештајот на реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО која престојуваше во Охрид минатиот март. Додека мисијата се приближуваше кон Охрид, на пошумениот Рид Горица забележа уште едно градилиште. Се работи на изградба на уште еден хотел во област која порано беше пошумена, но во која прогресивно се градеа туристички капацитети. Центарот за светско наследство не беше известен за изградбата на овој нов комплекс пред да се донесе одлука за неговата изградба, како што налага став 172 од оперативните насоки, се наведува во извештајот.
Експертите констатираат дека по усвојувањето на планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, градежните активности во Охрид продолжуваат уште поенергично, дури и во области каде што урбанизацијата не смееше да продолжи, како на пример на Ридот Горица. Мисијата побарала информации и постоечка проектна документација, вклучително извршената проценка на влијанието, да бидат доставени до Центарот за светско наследство со цел да бидат анализирани од страна на советодавните тела на УНЕСКО. Во април 2024 во извештајот до Центарот за светско наследство и советодавните тела, Охрид СОС доставил подетални информации за хотелскиот комплекс. Активистите подсетуваат дека на годишната седница во јули 2024 Комитетот за светско наследство донесе одлука во која ја повикува државата членка Македонија да ја запре изградбата во близина на студенчичко блато, комплексот Горица Север и Горица 3, се додека не се направи стратегиска оценка за влијание врз животна средина и оценка за влијание врз наследството за секој од проектите. Посочуваат дека во извештајот за напредокот од 31 јануари 2025 година, кој државата го испрати до УНЕСКО, нема ниту еден збор за било какво постапување во однос на Горица. Хотелот, за кој терен беше подготвуван назад скоро 18 години, забрзано почна да се гради минатата година. Од Охрид СОС подолго време посочуваат дека неговата изградба значи спротивно постапување на државата на преземените обврски како потписничка на Конвенцијата на светското наследство. Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Министерството за внатрешни работи запленила 250 кг кондиторски производи со поминат рок. Сторителот е казнет со парична казна од 400 евра во денарска противвредност. По добиено известување од полициски службеници дека при рутинска контрола на патничко моторно возило откриле значително количество кондиторски производи со поминат рок, инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со МВР извршиле претрес на домот на возачот на возилото. При тоа пронашле 34 пакети со така наречени флипс производи и 35 пакети оризови барови со различни вкусови, грицки и други кондиторски производи во количина од 250 килограми. Утврдено е дека пронајдените производи се со поминат рок, пошто како небезбедни биле одземени од инспекцијските служби на АХБ. Производите биле набавени од различни магазини и се нуделе и продавале на Скопскиот пазар за стари работи во Маџари, како и на пазарот во Шуто Ризари во Скопје, информираат од АХБ. Сторителот е казнет со парична казна од 400 евра во денарска противвредност. Издадена и наредба за уништување на безбедните производи, се наведува во соопштенијето од АХБ. Инаку од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека ја следат состојбата по повлекувањето на супи од маги во Германија поради пронајдени метални делови и доколку добијат известување, навремено ќе се превземат мерки за евентуално повлекување на овие производи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.